Пратениците во Собранието на Република Македонија денеска ја продолжија расправата по предлог законот за употреба на јазиците во прво читање, која на 15 октомври беше прекината поради локалните избори. Од опозицијската партија на ВМРО-ДПМН го повторија ставот: законот е неуставен, со него се кршат процедурите. Законот може да доведе до нарушување на унитарниот карактер на државата и неговата примена ќе доведе до двојазичност на целата територија на државата. Од опозицијата обвини и дека со предлог законот се дискриминираат помалите етнички заедници и дека се надминува Охридскиот рамковен договор, што на крајот ќе резултира со воведување на двојазичност на целата територија на државата. Од мнозинството пак тврдат дека законот ќе придонесе за зголемување на соживотот во земјата. Воопшто не се навлегува во унитарниот карактер на државата и е комплетно во согласност со Уставот на Републиката. Со оглед на тоа дека вчера за збор се пријавија околу 60 пратеници, се очекува долга, но и остра дебата, која сепак се очекува да заврши во петок, кога пратениците ќе треба да се изјаснат за овој предлог закон. Со предлог законот значајно е проширена употребата на албанскиот јазик во органите на државната власт на Република Македонија, како и во сите централни институции, јавни предпријатија, агенции, дирекции, установи, организации и слично, што вршат јавни овластувања во согласност со законот.